Ние веднаш продолжуваме понатаму со програмата, поточно со нашите гости во студиото. Зборуваме на тема младите во образованието, една успешна организација која што подолго време е наш соработник. Добро утро им велам на Сара Каевиќ и Митко Пиштолов, координатори при Македонскиот центар за граѓанско образование. Добро ни дојдовте во утринската програма. Добро утро, Ила. Може би било клише да ве прашам со што се занимава Македонскиот центар за граѓанско образование, бидејќи веќе јавноста, посебно она област во која што вие работите е добро запознаена. Сепак, моето прашање би било да ни даете некои општи информации во моментот за активностите кои што ги имате. Македонскиот центар за граѓанско образование е невладина организација која што е основана уште во 2004 година со мисија да придонесе кон демократски промени во нашето општество, пред се преку развивање, но и реализација на проекти од областа на образованието. Големиот број на проекти кои што ги спроведува Македонскиот центар за граѓанско образование се поддржани од различни донатори, како што се УСАИД, Детската фондација Песталоци, Амбасадата на Швајцарија во Македонија и така натаму. Но она што е најважно и што ние посебно се гордееме со тоа е фактот што Македонскиот центар за граѓанско образование има развиено тесна соработка со сите чинители во општествениот процес со цел да имаме одржливи резултати на она што се случува во рамки на проектите. Па токму затоа МЦГ соработува со клучните образовни институции, соработува со сите општини во Република Македонија, работиме со невладините организации локални, меѓутоа и во регионот и пошироко, и се разбира со сите основни и средни училишта во Република Македонија, бидејќи факт е дека младите се клучен двигател на општествените промени и без нив не би можело да се постигнат одржливи резултати. И токму затоа фокусот на она што го прави МЦГ е на работа со младите, значи со учениците од основните и средните училишта. Каква е нивната реакција, каков е нивниот фидбек во досегашните проекти со кои што сте работеле? Кажавте дека ви сте партнери, институциите, општините, се разбира и останатите, меѓутоа каков е фидбекот од младите? Учениците секогаш имаат интерес да учествуваат во нешто што е поразлично од секојдневната настава, бидејќи знаеме дека во училиштето поминуваат најголем дел од времето и покрај знаењата што ги стекнуваат во рамки на предметната настава, тие се секогаш желни за учење на нешто ново. Во рамки на различните области во кои што МЦГ работи, секогаш сме имале позитивен фидбек од страна на учениците. Тие секогаш биле многу среќни, задоволни да учествуваат во нашите активности и секогаш прашувале што е следно, кога е следно и така натаму. Може би за нив понекогаш е чудно да соработуваат со институциите за време на терен, меѓутоа кога ќе се надмине таа првичната бариера и тој страф од непознатото, младите се секогаш опуштени и најважно од се секогаш имаат што да кажат, само треба некој да ги слушне. Токму така. Митко, Сара спомена дека работите со основните и средните училишта. Кои проекти се реализирани досега во средните училишта? Прво, најпрво ви благодарам за поканата. Конкретно ќе зборам за средните стручни училишта. Имено во текот на 2018 година Македонскиот центар за граѓанско образование започна со реализација на еден проект кој е насловен Образование за вработување во Македонија или ИФОРИ. Проектот е поддржан од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка и главната цел на проектот е што е можно поголем број на млади лица да се стекнат со средно стручно образование и обуки, а сето тоа да доведе кон нивно пристојно вработување. Проектот соработува со провајдерите за обуки за стручни вештини, тоа е неформалното образование. Исто така проектот соработува и со средните стручни училишта на зајакнување на соработката со приватните компании, тоа е формалното образование. Исто така проектот помага развој или имплементација на било која законска регулатива која се однесува на младите, која се однесува на нивното образование и најбитно на нивното вработување. Овие три интервенции всушност треба да помогнат да се овозможи или да се добие многу подобар образовен процес во кој што младите ќе се стекнуваат со стручни вештини, но исто така и ќе се вработуваат многу побрзо. Има ли сега интерес кај младите за пријавување во стручните училишта? Мислам, оние основци за да се запишат во средно стручно. Да, има интерес, но мораме да бидеме искрени да кажеме дека тој интерес не е доволен. Затоа иницираме или отпочнуваме медиумска кампања која ќе биде за промоција на стручните занимања и образованието. Сите знаеме дека младите кај нас не им е прв избор средното стручно образование и тие професии.
За жал тие секоја се одлучуваат да одат во гимназиско образование, потоа да продолжат и на високо образование. Пазарот на трудот вели нешто друго. Пазарот на трудот бара млади лица со конкретни стручни вештини, а стручните вештини се сметаат за главен столб или двигател на било која економија. Затоа оваа кампања која што ќе ја иницираме треба да биде насочена кон учениците, посебно кон нивните родители и кон младите, да ја согледат важноста на конкретните стручни вештини, но исто така оваа кампања треба да ги анимира и приватните компании кои што треба да се вклучат во образовниот процес, треба да помогнат во подготовката на младите и исто така треба да помогнат за што побрзо вработување на младите лица. Исто така насочени сме и кон потребите на соодветно стручно образование, но согласно потребите на приватните компании или работодавачите. Тука конкретно се мисли на приватното јавно партнерство помеѓу училиштата и приватните компании, каде што ќе се створи една средина, каде младите лица или учениците ќе учат, ќе се стекнуваат со вештини кои им се конкретно потребни на самите компании. Она што е многу важно да го потенцираме е дека работодавачите треба да се вклучат во секој сегмент кој што го спомнавме претходно. Затоа Македонскиот центар за граѓанско образование, донаторот и сите наши партнери организации сме насочени кон тоа работодавачите, тоест приватниот сектор, да стане составен дел од образовниот процес. Со тоа ќе овозможиме младите да се стегнат со конкретни вештини кои што се потребни на пазарот и се скрати оној период од излегување на клупа до самото вработување на младите. Така. Ајде малку да ги прокоментираме овие фотографии кои што ни ги донесовте, зборуваме за учениците, поубаво е да знаеме на какви обуки биле. Што е ова што го гледаме? Како што кажа Митко, оно што Македонскиот центар за граѓанско образование се обидува да го направи на некој начин и да ги подготви учениците за животот реален, кој што почнува по завршувањето на образованието. Овие слики кои што ги гледаме се слики од активности кои што сме ги спроведувале со младите од многу различни области, бидејќи факт е дека образованието е столбот на оно што МЦГ го работи, меѓутоа за да се има позитивен и одржлив резултат, многу е важно да се работи паралелно на неколку различни процеси. Токму затоа, покрај тоа што ги подготвуваме младите за да бидат компетентни на пазарот на труд, МЦГ работи и на други области, како што се подобрување на меѓуетничката интеграција и соработка помеѓу младите од различни етнички заедници, понатаму инклузија на децата во училишниот систем, оние кои што не одат воопшто во училишта да започнат да одат во образованието. Работиме и на инклузија на ученици со потешкоти, понатаму работиме и на граѓанското образование, кое што ни е моментално фокусот на организацијата, значи работиме на тоа да придонесеме во реформите во граѓанското образование, во основното и во средното. И како што кажава, факт е дека мора да се работи на сите овие процеси паралелно за да може да има позитивни и одржливи резултати од нашата работа. Така, дали се стимулирачки овие проекти, можам слободно да кажам, или вашата работа за компаниите, станува збор за приватните, кога ќе ги отвориме оние огласи за вработување, постојано се бараат стручни лица, колку истите тие вродуваат со плод, мислам на вашите проекти кон приватните компании за да вработат стручни лица веќе од средните училишта или оние од кои што ќе се одлучат да работат со тоа? Затоа и споменав претходно, приватниот сектор, тоест работодавачите, е многу битно да се вклучат во овој процес. Всушност пазарот на труд го формираат тие, приватните компании, тие навестуваат на пазарот на труд какви вештини се потребни. Таа соработка која што треба да ја воспоставиме или ја помогнеме, иако има претходно добри примери на приватни јавни партнерства помеѓу компаниите и приватните училишта, средните стручни училишта, ова сега треба да го ставиме на едно системско ниво, каде што самите компании ќе изразуваат интерес да соработуваат со средните стручни училишта, самите компании ќе дават инпут во наставната програма кои се вештини им се потребни и самите компании потоа ќе одлучуваат, тоест ќе влечат кадар од самите средни училишта. Ако ова како невладина организација, како Македонски центар за граѓанско образование го постигнеме, мислам дека треба да бидеме презадоволни не само ние како организација, туку сите ние како држава. Како помине измината во 2018 за МЦГ и еве нешто сосема за на крај околу идните активности, оние кои што ќе ви бидат во фокус на вниманието за оваа 2019? Изминатава година беше мощна активна година, би можеле да кажеме. Се организира голем број на настани, се одржаа голем број на обуки
бидејќи Македонскиот центар за граѓанско образование работи и на помагање и на младите и на другите засегнати групи да се стекнат со некои вештини и знања, меѓутоа и на организирање на практични активности каде што ќе можат да го применат оно што го научиле. Тоа што би можеле да кажеме дека е ново е за повеќе да можеме да се приближиме до младите кои што знаеме дека ги користат секојдневно социјалните медиуми. Веќе почнавме да зголемуваме таа комуникација преку отварање на социјални медиуми, како што се Facebook, Instagram, YouTube, да можеме да бидеме поврзани со младите, да бидеме достапни за нив и се разбира како резултат на сите тие активности кои што се организира, вака би можеле накратко и суморно да кажеме дека сме горди затоа што сметаме дека навистина им помогаме на младите за тие да пред се зајакнат својата самодоверба и утре ден да може да станат активни чинители во нашето општество, да знаат за своите права, меѓутоа да знаат и за своите одговорности и да сакаат да придонесат во она што секојдневно се случува околу нив, бидејќи само на тој начин можеме да имаме позитивни промени кога ќе бидеме сите заедно вклучени во таквите процеси. Во 2019 година продолжуваме со активностите, веќе започна второто полугодие, активностите на терен се во полн ек, така што се надеваме дека уште повеќе ќе зголемиме нашата соработка со сите чинители кои што претходно ги напоменав, вклучувајќи го и приватниот сектор, кој што е важен, меѓутоа не само за вработување на младите, туку е важен и како на еден начин како пример за тоа што се треба да прават младите. Приватниот сектор се стремиме да го вклучиме во сите активности кои што ги прави МЦГ, без оглед дали станува збор за некоја обука, каде што компаниите може да придонесат со можеби ситен, но сепак значаен придонес за младите, бидејќи тие на тој начин гледаат и учат преку практични примери, не само преку теорија. Така. Сара и Митко, ви благодарам многу што бевте дел од утринската програма на Македонската радио телевизија, што љубезно ни објаснивте што се правевте и ќе правите нареднава година. Се надеваме дека младите конечно во Македонија во однос на оваа тема и образованието ќе бидат повеќе вклучени, исто така и сите засегнати страни кои што ги спомнавме во разговорот. Ќе се видиме во некоја наредна прилика. Се гледаме, благодариме на поканата.